Централно издание на Дневникот на телевизија Кочани, добро вечер. Среде бел ден, денеска уопсен екс-командирот на Кочанската полиција Ванчо Тодоровски. Манифестацијата Кочани и град на културата ќе биде отворена на 18 април. Реализирана акцијата Садница плюс во основните училишта во Кочани и Виница. Посета на планинското село Полаки и лекарски прегледи за жителите. Учениците од основното училиште Славчо Стоименски најдобри на надпреварот детски семафор. Концерт на флейтиската Ангелина Катмерова се одржа синоќа во Кочани. Осогово вчера одигра нерешено во Кочани против слабата екипа на Локомотива. Дневникот е по рекламите. Гледајте. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, градени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштеда и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку цела година. Сончевите колектори се наисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист, обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор уште ова лето, за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Хлеб, без кој не може нието јадење. Балка Лукс. Денеска среде бел ден во Кочани уапсен екс-командирот на полицијата Ванчо Тодоровски, кој е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластување во врска со акцијата Детонатор. Акцијата Детонатор стигна и до екс-командирот на полициската станица во Кочани Ванчо Тодоровски, кој денеска е уапсен среде бел ден на Кочанските улици. Приведен е под сомнение дека е злоупотребил службената положба и овластувања, додека бил на чело на Кочанската полиција. Тодоровски беше командир во два наврата. Првиот мандат му беше помеѓу 1998 и 2002 година, кога дојде на местото на Звонко Каширски, и од 2009 кога пак го замени полицискиот кадар од Берово, па се до крајот на 2011 година, кога по основ на бенефициран стаж се пензионира. Од Министерството за внатрешни работи нема подетелни информации на кој начин и со што екс-командирот ја злоупотребил службената положба, како и овластувањата. Тоа веројатно треба да го открие истрагата преку истражна постапка. Инаку за утре најавена посета на полициската станица и на Кочани од страна на министерката Гордана Јанкуловска, која најверојатно сака на лице место да се увери како се одвива акцијата Детонатор. Свеченото отворање на манифестацијата Кочани град на културата 2012 ќе се случи на 18 април со богата културно-уметничка програма. Ова беше соопштено на денешната пресконференција. Манифестацијата Град на културата ја доживуваме како можност што ни ја дава Министерството за култура на Република Македонија за квантитативно и квалитативно подобрување на културната понуда во нашава општина. Тоа подразбира заживување на културата на локално ниво и создавање услови за развој на културниот туризам. Ова меѓу другото го истакна градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски на денешната пресконференција, додавајќи: програмата со настани од книжевната, музичката, филмската, ликовната уметност очекуваме да бидат можност за израз на идентитетот на секој поединец или група и секако овие активности да го засилат културниот развој на Кочани. Отварањето на манифестацијата го замисливме со настани што ќе почнат од библиотеката, а ќе завршат во Центарот за култура, што значи дека низ градот ќе свртиме круг како символ на цикличноста во животот. Во настаните ќе вклучиме не само уметници,
туку и наши граѓани, како порака за обединување и интерактивност. Карактеристика на предвидените настани за отварањето на манифестацијата ќе биде динамичноста, предизвикот на нашето секојдневие. Во изминативе 3 години, Општина Кочани постојано настојуваше да даде свежина на веќе традиционалните и да внесе нови квалитетни културни содржини. Оваа година Кочани, како културен центар во земјата, ќе организира повеќе од 140 настани од сценско-музичката, ликовно-галериската, поетската, драмската и филмската дејност. Ќе водиме грижа за одржување и реновирање на културните објекти и споменици, каде што потребата за санација е неопходна. Манифестацијата е повод за позасилена културна размена со збратимените пријателски градови на Кочани, како унгарскиот Сигет-Сен Миклош, украинскиот Переслав Хмелницки, бугарскиот Казанлък, хрватскиот Крижевци и можност за представување на Кочани како културна дестинација. Свеченото отворање на културната манифестација Град на културата Кочани 2012 ќе се случи на 18 април со поголем број на перформанси и богата културно-уметничка програма. Свеченото отворање е закажано на летната сцена пред Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани за во 20 часот и 30 минути, кога ќе се случи и обраќањето на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски и обраќањето на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Потоа ќе се одржи концерт на етногрупата Мунистра. Во сите основни училишта во општина Кочани денеска се реализираше проектот Садница Плюс, со што се развие екосвеста кај учениците. Според програмата на проектот Садница Плюс, денеска на сите основни училишта во општина Кочани се реализираа предвидените активности со кои секој ученик доби садница за која треба да се грижи и ја поттикнува индивидуалната одговорност. Градоначалникот Радко Димитровски денеска ги посети учениците од основното училиште Раде Кратовче и еве што истакна. И ние како општина се вклучуваме, односно ја надгледуваме акцијата Засади во дрвото, засади ја својата иднина. Оваа година во една сосема поинаква димензија, односно за засадување на семе. Значи секој од учениците си има свое семе, своја садница, своја саксија, која саксија ќе ја чува во текот на периодот, ќе ја прати како вегетира дрвото, и понатаму кога ќе израсне ќе го засади. Ова е акција која што е на ниво на држава и ние како општина се вклучуваме во оваа акција. Очекуваме дека не само овде во ова основно училиште, туку кај сите граѓани ќе биде широко прифатена оваа акција. И најмалите во детската градинка Павлина Велјанова дадоа свој придонес кон оваа активност. Имаме за задача во секоја група да децата засадат садници од семка. Акцијата се вика од семка до шумичка. Секоја група ќе си посади во шутарчиња семки и за нив ќе се грижи неколку месеци, односно до есента кога ќе биде денот на дрвото и тогаш веќе ако успеат ќе се засадат надвор во дворчето на градинката за понатаму децата, исто понатаму децата ќе се грижат за нив како и до тогаш. Инаку целта на проектот е да се поттикне едукативната и еколошката функција, да се развие екосвеста и дружењето како и социјализацијата што би ги привлекла најмладите да се дружат поради некоја повисока заедничка цел. Едукативна и еколошка интерна акција низ училиштата во Виница. Наместо на терен, учениците денес садеа семки во саксии, кои до година треба да ги пресадат во најблиската околина. Проектот Садница Плюс во општина Виница се реализира со поддршка на клубот Ден на дрвото и приватната компанија Мак Прогрес. Од семка до дрво, не само да садиме, туку и да ги научиме најмладите како се произведуваат садници. Оваа пролет теренска акција Ден на дрвото немаше, но организациониот одбор ја наметна идејата за интерна акција учениците со помош на наставниот кадар да засадат расат од јасен во пластични чашки и да го следат целиот процес на развој на семката со соодветен третман. Во Виница денес учениците засадија околу 1500 семки од јасен. Засади денес дрвце? Да. И каде ќе го чуваш? Дома. Ќе го одгледуваш? Да. Што треба да му правиш?
Јас треба да го одгледувам, да му поливам вода. Прв пат садиш дрвце? Не, тоа е дел од природата. Акцијата Садница Плюс во Виница се реализира со целосна подршка на компанијата Мак Прогрес и неодамна формираниот клуб Ден на дрвото. На иницијатива на Канцеларијата на Денот на дрвото и градоначалникот на општина Виница господинот Емил Дончев, ние во општина Виница заедно со компанијата Винчини формиравме клуб на Денот на дрвото и ги следиме активностите на Канцеларијата на Денот на дрвото. Денеска садевме дрвца. Мак Прогрес како компанија општествено одговорна која секој пат е за поддршка на ваков тип на настани. Самата акција на овој клуб на Ден на дрвото ќе биде промовирање, давање информации на сите граѓани, па и на децата, дека околината треба да се штити, дека дрвцата треба да се негуваат, дека тие се живот даваат, дека едноставно дека треба да ја чуваат околината и преку најразлични, тоа можеме да го направиме преку најразлични настани. Еве како сега, да им покажеме дека ние можеме да засадиме дрвце, дека тоа дрвце треба да го негуваат. Јавното претпријатие Македонски шуми за проектот обезбедише 100.000 семки од јасен. Семенскиот материјал им се доставува на општините, а преку нив до училиштата и градинките. Инаку во изминатите 8 акции Ден на дрвото, пролетни и есенски, низ Македонија беа засадени 30 милиони дрвца, а прифатеноста во 2008, 2009 и 2010 беше околу 60%. Со реализацијата на оваа акција се подигнува свеста кај младите генерации за чување на природата и чистата животна средина. Активностите се очекува да продолжат во текот на целата година. Посета на планинското село Полаки и лекарски прегледи за жителите денеска остварија градоначалникот Димитровски и вработените од здравствениот дом од Кочани. Во рамките на акцијата на Министерството за здравство и здравствениот дом од Кочани, за жителите од село Полаки беа спроведени бесплатни лекарски прегледи. Во главно жителите се здрави, холестеролот и гликозата во крвта е во нормални граници, со притисок па се нормални граници, да. Во главно, вака по планински места, здрав воздух, здрава храна, здрави се жителите. Меѓу жителите на Полаки беше и градоначалникот Радко Димитровски, кој ги сослуша проблемите и барањата на жителите, при тоа давајќи соодветни одговори кои се во надлежност на локалната власт. За денешната акција на здравствените работници од Кочани вели: Димитровски ги информираше жителите на Полаки дека општината покренала иницијатива за отворање на амбуланти во Полаки, Нивичани и Цера. Димитровски го најави искорешното решавање на проблемот со мостот кај училиштето во селото Полаки, како и пробивањето и чистењето на повеќе планински патишта во Соговијата. Едно прво и едно трето место освоија учениците од основното училиште Кирил и Методин на надпреварот по математика одржан во Виница.
На општинскиот надпревар кој се одржа на 31 март во Основното училиште Гоце Делчев во Виница, учениците од Основното училиште Кирил и Методи освоија едно прво и едно трето место. Наставниците ментори се задоволни од постигнатите резултати. На регионалниот надпревар што се одржа во Виница по математика оваа година, ученичката Мими Војновска од 4 одделение, чиј ментор сум јас, го освои третото место. Од резултатот сум задоволна затоа што ученичката прв пат настапува, учествува на еден таков надпревар и ова е прво искуство и се надеваме дека наредните години ќе освоиме уште подобри резултати. На регионалниот надпревар по математика, ученикот Иван Ивановски од 5-4 одделение го освои првото место на овој надпревар. Постигнатиот резултат е и негов, но и на наставникот ментор, што работеше со него континуирано во текот на целата учебна година, а малку повеќе во текот на последните 2 седмици пред надпреварот. Јас, како негов наставник-ментор, сум премногу задоволна од неговиот резултат и се надевам дека во иднина ќе продолжи да постигнува такви резултати и дека ќе се афирмира самиот тој, но и ќе го афирмира и нашето училиште Кирил и Методи. Ваквите успеси ги мотивираат учениците и понатаму да продолжат со подготовки за регионални и државни надпревари. Оркестарот од подрачното училиште во село Градец ќе ја представува општина Виница на државниот надпревар на хорови и оркестри, кој треба да се одржи во мај. Виница нема специализирано музичко училиште, но има музикални и талентирани ученици кои благодарение на професионалниот кадар постепено го наоѓаат местото кое го заслужуваат. Оваа група на ученици од село Градец со 2-годишна континуирана работа со наставникот Тони Велков веќе ги дава и првите резултати. Ќе ја представува општина Виница на државниот надпревар на хорови и оркестри, откако деновиве пред компетентна комисија се надпреваруваа на општинските музички смотри. Учениците од подрачното училиште Славчо Стојменски од село Градец освоија хорот второ место, каде што работам јас. Оркестарот освоија прво место со тоа што добија можност да продолжат на републички надпревар. Овде навистина може да се работи со учениците, имаат голема желба за музицирање и тоа тоа го слушнавме веќе. Има доста талентирани, инаку со капацитет вкупно е тоа, може да забележиме дека исти ученици свират на повеќе инструменти, некои конкретно се издвојуваат и многу повеќе, но тоа се поединци. Хорот при Основното училиште Славчо Стојменски го освои првото место на смотрите. Настапивме по пропозициите што ги бараше комисијата и така освоихме прво место на хорот, другите училишта второ, некои трето, а сите училишта се е добро да можат да добијат се поголеми резултати, но сепак многу зависи од волјата на учениците. Обновувањето на овој надпревар по неколку годишната абстиненција е добар стимул за поголем ангажман на училиштата, но и своевидна ориентација во изборот на ученици кои го носат музичкиот ген во себе и едноставно ја сакаат музиката. Учениците од Основното училиште Славчо Стојменски, како најдобри познавачи на сообраќајните правила и прописи, на денешниот општински надпревар се обезбедија пласма за докажување во национални рамки. Тест за сообраќајната култура. Колку најмладите ги познаваат и почитуваат сообраќајните правила на улица. На општинскиот надпревар детски семафор годинава најдобри беа учениците од Основното училиште Славчо Стојменски, на чиј терен се реализираше теоретскиот и практичниот дел од надпреварот. Се надпреваруваат во 2 категории. Трета категорија и четврта категорија. Во трета се вклучени учениците од 4, 5 и 6 одделение, додека во четврта категорија се вклучени учениците од 7, 8 и 9 одделение. Така да, најдобро пласираните ученици во поединечен пласман од трета категорија, прво, второ и трето место машки, прво, второ и трето место женски, ќе бидат наградени, додека од четврта категорија мешано ќе бидат наградени прво, второ и трето место. Исто така, освен поединечен пласман, има и екипен пласман, тоа е по училишта. Ќе бидат наградени прво, второ и трето место
на училиштата и исто така ќе добијат соодветни награди и менторите чии екипи ќе освојат прво, второ и трето место. Најдобро пласираните ќе земат учество на регионалниот надпревар кој најверојатно ќе се одржи во Штип. Практичниот дел се состои од совладување некои вежби и препреки кои се според законот за движење на патен сообраќај. Значи во тие вежби се базираат вештините на учениците, како ги познаваат вештините, сообраќајните правила и сообраќајните знаци. Втората награда ја однесе Основното училиште Гоце Делчев, а третата награда Основното училиште Никола Парапонов од село Драгобраште. Надпреварот детски семафор се реализираше со целосна поддршка на општина Виница. Концерт на флейта пред кочанчани синоќ ја одржа магистер Ангелина Катмерова во мултикултурниот центар во Кочани. Концертот е во рамките на манифестацијата Кочани град на културата 2012. Магистер Ангелина Катмерова со богатиот музички репертоар на флейта пред кочанчани ја покажа целата виртуозност со која поседува. Делата презентирани на синоќашниот концерт беа дел од нејзината магистерска работа одбраната на почетокот на оваа година. Денеска имавме прилика да присуствуваме на еден прекрасен концерт. Јас сум воодушевен од вечерашниот концерт, а нема побаво чувство за еден професор кој ќе добие покана од својот студент да присуствува на тој концерт и буквално да ужива во неговата интерпретација. Значи ние овој испит го имавме, магистерскиот испит на Ангелина. Ми е драго што таа како граѓанин на Кочани тука мислам дека имаме едно мое мало влијание, значи сакав тој концерт да не биде исклучиво само за магистерскиот испит во Скопје, него како граѓани на Кочани да го презентира и пред своите граѓани. Денеска сите сме сведоци дека присуствуваме стварно на прекрасен концерт. Големо е задоволството во секој случај, но морам да кажам дека во зависност од инструментите нормално што ги свират оние другите луѓе кои што свират до мене, зависи и пристапот на пианистот нормално. Па можам да кажам дека ова е една од најврвните програми од флейтовата литература, например една Рајнике соната е дури можеме да кажеме поретко изведувана затоа што бара исклучителни изведувачки способности и од двајцата уметници на сцена, и од клавирот и од флейтата, а и сите оние протпратни дела кои што беа извадени ова вечер сите се на она ниво, нели, пошто Ангелина сепак полагаше магистратура со овој програм, значи сепак е еден програм кој што треба да ги задоволи тие високи критериуми, нели, за добивање на таа магистратура. Имате сала, имате прекрасна публика, убава акустика во салата, прекрасен град, многу приемчиви луѓе, уште еден клавир и мислам дека се ќе биде. Концертот помина прекрасно, впечатоците се прекрасни, еве уште не можам да се соземам од возбудувањето и од возбудата. Драго ми е што настапив пред мојата публика, драго ми е што повторно се собраа да дојдат да ме слушат и да ги следат моите достигнувања. Се надевам дека и во наредна прилика ќе бидат дел од еден мој нареден концерт. Привилегија е да се биде уметник во Кочани и покрај тоа што се уште како општина треба да се воздигнува на поголемо културно ниво, ние музичарите, општо уметниците сме тука за да ги да помогнеме околу тоа да сите граѓани на општина Кочани бидат во тек што се случува и во Република Македонија на ниво на култура. Концертот на Ангелина Катмерова се одржа во рамките на манифестацијата Кочани град на културата 2012. По повод великденските празници, две кочански фирми и општинската организација на СДСМ донираа пакети и јајца за ранливи групи граѓани. Во организација на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Кочани, две кочански фирми донираа пакети и јајца за ранливите групи граѓани. Акцијата е по повод великденските празници. Имајќи ги во предвид секојдневните погачувања на цените, денес во Општинската организација на СДСМ од Кочани ќе се поделат 200 пакети со прехранбени производи за социјално загрозените семејства, со што ќе придонесеме и тие да почувствуваат дел од празничната атмосфера. Дали поради меѓепсаноста на голот на гостите или поради неспретноста на напаѓачите, Осогово и во Кочани не успеа да постигне гол и да ги освои 3 бода.
Наместо да му ја наполни мрежата со голови на противникот, Осогово на вчерашниот надпревар со Локомотива покажа дека знае да игра фудбал, ама не знае да дава голови. Напаѓачите на жолтосините промашуваа и тогаш кога беше полесно да се погоди. Беа непрецизно, ја промашуваа топката, се збунуваа кога беа сами пред голманот. Правеа се, ама не знаеа да дадат гол. А фудбалот се игра за голови, бидејќи со голови се освојуваат и бодови. Вчера на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани Осогово против екипата на Локомотива во првото полувреме одигра 0:0. Сите мислеа дека одбраната на гостите кога тогаш ќе капитулира. Во второто полувреме се играше викторија на 1 гол. Домакините ставија се на една карта нападот. Се редеа акции од сите страни, ама голот на гостите како да беше магипсан. Топката никако да влезе во мрежата. Агилниот Паунов веројатно се уште се прашува како успеа да го промаши зицерот кој можеше да значи нови 3 бода за осоговци. По овој пораз Осогово прави уште еден чекор кон третата лига, бидејќи тешко може да се очекува до крајот на првенството нешто позначајно да се промени или случи. Централното издание на Дневникот на телевизија Кочани заврши. Имајте пријатна вечер. Довидување.